Да, еве назад во студиото, пред да продолжиме со нашите гости кои што во првиот дел ги видовте и со нивните фотографии, сакам да ви представам две прекрасни дами кои што денеска се тука заедно со нас, имаат одличен повод, дојдоа тука кај нас да ја презентираат нивната најнова песна, наречена Мајка, во пресрет на утрешниот ден, утрешниот празник 8 март, Илина и Јована Николовски. Илина и Јована, добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро најдовме. Како сте, дали сте добри? Одлично. Илина е 9-то оделение, Јована е 7-мо оделение, Илина се спрема за полуматура. Кај да можеме тука да ја искористиме и Олгица, доколку се уште можеби немаш идеја што да облечеш за тој ден, кој што сигурно ќе го паметиш цел живот, но малку подоцна ќе ве оставам околу тоа да се договорите. Кажав песна Мајка. Да. Може ли да ни ја раскажете приказната? Како дојдовте до идејата, како ја доживеавте целата приказна, која направи песната, а малку подоцна секако ќе ја слушнеме истата. Почни. Ајде. Па песната ја направи нашиот татко Сашо Николовски. Идејата дојде... Идејата беше негова? Да, добро. Беше негова и дојде сосема спонтано, онака. И баш се погоди да биде наменета за утрешниот празник. Музиката и текстот ги напиша тој. Спотот го снимавме со Глигор Кондовски. Во Татовскиот театар. Така. Како што каже Јована, се случи спонтано и случајно и случајно испадна да биде овој период, да ја извадиме овој период, нели точно неколку дена пред 8 март, така? Иако 8 март е денот на жената, не е денот на мајките, нели? Но секогаш сме најблагодарни некако на мајките, што мислам дека е во ред, според мене. Да. И прилично брзо ја завршивме, па таман се погоди. Супер. Кажете ми, дали ова прва ваша песна, од кога се занимавате со музика, кога свативте дека имате талент за музика и дека сакате, ете тоа можеби да биде дел од вашиот живот, можеби една професија? Ајде, Илина. Ова не е наша прва песна. Не сме ги броеле, но мислам дека имаме околу 15. Од детски фестивали? Од детски фестивали. Имаме и CD издадено. Супер. Јас почнав на 6 години, а Јована на 4. Леле, па тоа е супер, мислам баш од најрана возраст што се вели. Да. Што од тогаш се забележува талент, значи може да ви прирасне и во професија, или? Каде се гледате понатаму? Па со оглед на тоа, нели, што сега сум 9-то оделение и во кое средно ќе одиш, да? Би сакала да одам во средно музичко, а и да, сакам да се бавам со музика. Би сакала тоа да биде моја идна професија. Така. Јована? Предпоставувам, јас мислам се уште се немам одлучено, но и јас изгледа ќе одам во музичко. Така. Мислам, тоа може да се смени, но тоа ми е желба во овој период. Моменталната желба, супер. Какви беа реакциите од вашите најблиски другарки, другари во училиштето каде што учите песната? Дали имаше некоја можност да ја слушне, предпоставувам? Да. До сега. Така? Убави беа реакциите? Да, неколку наставнички, деца, девојчиња што ми кажале, прво кога ја слушнале песната ми дошло да плачат. Така. И убав е текстот на вистина многу. Тоа е некоја реакција што повеќето ми ја кажа, ама имаше убави реакции, искрено задоволна сум. Така. Вие дојдовте тука со вашата мајка, која што е зад камерите, како ваша голема поддршка, верувам, постојано и за ова и за многу други нешта, така што ќе ја поздравиме и неа, ќе ги поздравиме сите мајки, сите жени кои што не гледаат во овој момент, ете посебно нив, заради утрешниот празник. Јас ве посакувам да успеете во се што ќе наумите да го направите, без разлика дали тоа ќе биде пат кон музиката или нешто друго како ваша професија, но бидејќи несомнено имате талент, нека ви биде тука музиката некаде. Ако не главна професија, нека ви биде тука некаде во животот. Ете, една моја желба за вас и ви благодарам што дојдовте денеска. Ви благодариме на поканата. Така. Ќе се видиме, верувам, и во иднина и друг пат кога ќе имате и нешто ново на музичко поле. Како што кажав, драги гледачи, малку подоцна кон крајот на овој дел од емисијата ќе ја слушнеме песната, ќе го погледнеме спотот, но до тогаш имаме уште некои 20 на минути, Елена, ако не се лажам, бидејќи имаме фотографии од гостите кои што и во првиот дел беа со нас, па ајде повели со кои фотографии ќе почнеме. Да, токму така.
еве би сакала Ивана седи до мене, Ивана ни испрати неколку фотографии кои што ете би сакала да си ги објасни, да си ги образложи, тоа си и приватни фотографии, и службени фотографии, така да режи ако може фотографии од Ивана да почнеме, па ете Ивана повели слободно искоментирајќи. Интересно за мене, бидејќи не знам вистина што сте одбрале. Ова е, како велам, спој на едукацијата и уживањето. Значи, Каде е ова? Ако не се лажам, Црна Гора, но многу асоцира на Шпанија. И сите рекоа да не е Шпанија, не, Црна Гора. Имаше еден прекрасен дерматолошки конгрес и пригубаво си поминавме, каде што пак велам едукацијата и акцентот на дерматологијата и медицинската козметика беше тогаш ставени. Па нека биде Шпанија, па што? Да, симпатично да е таму. Па да, нека биде во Шпанија, кој знае? Тој што знае, знае. Одиме па натаму. Аха, да. Некоја награда гледам? Да, ова е награда каде што практично компанијата од која што доаѓам и брендовите кои што ги застапувам беа наградени како општествено одговорни со мисијата која што ја развивавме заедно со дамите заболени од канцер на дојка. Имавме многу долги убави предавања низ градовите каде што ги сослушувавме, развивавме свиста како треба тие дами да ја вратат својата самодоверба, да ја вратат својата убавина, што треба да користат, бидејќи тоа е една таква специфична првенствено ранлива група, но и кожа, каде што покрај секогаш верам препораката од дерматолог, каде што секогаш треба да се поиде, треба и ние кои што сме од другата страна застапници на медицинските козметики да не манипулираме, туку многу срдечно, реално да објасниме што е тоа што треба да се користи. Така. Дел ова исто така. некоја награда, да, што е? Не, ова е членство на конгрес. Пак велам, не знам што Да, размешани се фотографиите. Така е. Сакаме да се едуцираме. Јас и мојот тим сме секогаш дел од сите збиднувања и настани кои што ги имам. Ова е дел од конгресот, да, дерматолошкото друштво, председател Андре Петров, каде што тој направи еден фантастичен конгрес, да, тука во Охрид. Аха, добро. Беше со меѓународно учество. Добро. Еве дел од дерматолозите од клиниката, ова ако не се лажам сега, да, од 75 години дерматолошка клиника, врвни дерматолози, имиња кои што ете така Наташа ја гледам тука, непосредна дружба. Да. Жени кои се грижат за нашата кожа. Така е. Да биде млада и здрава. Ана Дорник. Ана Дорник всушност беше дамата која што направи една експанзија и дозволи да се направи една прекрасна платформа во која што се говореше јавно за пристапот за канцер на кожа, но негување на самата канцер на дојка простата, но и негување на самата кожа кај тие пациенти. Да, она беше во Македонија, претпоставувам. Така, имаше своја трибина каде што пак ќе кажам главен акцент беше ставено на тоа како треба една дама да стане како феникс, да се издигне и емоционално, но и естетски од таа проблематика. Така е, баш убаво. Следна. Да, ова се оние трибини на кои што заедно со вас секогаш драго ми е кога го чествувам и сите комплименти кон вас како две дами првенствено и инфлуенсерки, ние така нели умееме да кажуваме кои што се секогаш дел од сите настани за подкривање на свиста кај нас дамите и се заложувате за тоа. Ова е профимина една не една тука единствена женска конференција во организација нели на убавини и здравје. Тука сме сите заедно да говориме за нешто да родиш дете, која беше темата? Многу интересна тема беше ова. Ај кога ти се викаше темата, нели некако жени се соочуваме со оние прашања, ај кога ти ќе родиш, кога ќе се омажиш. Па јас изгледа таа година дојдов. Така е. 8 месец трудна бев, еден месец пред да се породам. Знам таа година. Ај кога ќе се породиш, ај кога второ дете. Да, второ дете. Да, тоа беше често прашање кај мене, ајде кога второ дете, викам добро, мора ли да имам второ? Ако сакам ќе имам. Така. Но имав, да, подоцна. Ова е една убав ритуал и емоција која што ме врзува заедно со мојот супруг. Стануваме во 5:15 и па ти треба кај нас. Да, дојдеш тренска да работиш, да. Толку мили разборена, да. И до 6:30 е наше време каде што секогаш сакаме да испиеме добра шолја кафе, да си кажеме, да слушнеме некоја добра жест numera, да си размениме искуства кој како му бил денот претходен, што планира за сегашниот и еден ритуал кој што дефинитивно сите го практикувам бидејќи е нешто што раѓа една убава емоција, една убава енергија и е за мене пиедестално. Леле, браво, што убаво приказна. Ајде одиме следно.
Ова е еден град кој што ме врзува мене и Јелена. Јелена е љубовно мене. Мене по пат на убавина на архитектура и на се останато. И дека има море. Мора да признаеме. Јас сум мојот сопруг, мојот брат и мојата снага кој што се секогаш мој најголем сопорт во животот. Значи тука сте во Сол. Да, цело време, значи мора да се шета некаде така и фамилиарно, мислам да се одржува овој контакт. Едниот го одбрав, другиот го родив. Милан е сопругот, Никола е моето дете, двигателот на нашиот живот. Ама е фенси облечен? Да, модерно облечен, да, ептен. Да, сака да е дел од модата, обожава. Така и тој малку да се, како велиме, самостојно, да си даде некоја уздишка. Сакам ова, сакам она, да. Браво, супер. Голема моја лична поддршка. Така е. Луѓето што ме создадоа и луѓето кои што измерно сум им благодарна, стожерите на мојот живот, мојата мајка и мојот татко кој што ме чува од небото, заедно со Никола. Колку годинки има Никола тука? Тука Никола има, ако не се лажам, 3. Да, 3 години. Ова е на некој роден ден, претпоставам. Да, слика полна емоција и баш ми е кеф што сте одбрале да може да ја споделиме вака. Да, и да им кажам едно јавно благодарам за сето оно што го направиле за мене. Супер. А оваа за на Инстаграм? Да. Ова е последна фотографија, ми кажуваат. Ова е за во весник, за во списание. За форшпан. Да, за форшпан. Баш за форшпанот. Јас имав одбрано и сакам тука јавно да се заблагодарам на мојот тим, има фотографија од Теодора и Анита, каде што пак велам, цело е кога вие го имате својот тим, тоа баш го дискутиравме со почитуваниот дека вие сте индивидуално, ако немате некој кој што заедно работи со вас, нема да бидете успешни, па практично нашата успешноста на приказната која што заедно со вас ја делиме, во таа приказна е и мојот тим, ги поздравувам дефинитивно Анита, Теодора и сите останати кои што несебично вложуваат. Ништо без тимот, апсолутно треба да има поддршка, се согласувам. Одиме фотографиите со Олгица да ги видиме. Мислам дека има неколку фотографии кои што ајде да ги скоментираме, Олгица. Ивана убаво си направила вака, си земала фотографии од целиот живот. Јас се фокусирав на мојата работа претежно. Ова е фотографија од последната моја костимографија во Романија, после завршувањето на премиерата, позади сцената. И ова е балетан кој што исто така учествуваше на мојата прва костимографија во Грција кога работев, навистина талентиран уметник. И се гледа дека се добро завршило, среќни, насмејани. Да. Еве, ова е фотографија што видовме? Така. Не знам што имате одберено, пошто размешани се неколку фотографии, така, ова е од последната. Ова од Пепелашка. Ова од Пепелашка, прославата после. Има и торта тука гледам, така, да. Да, овие се прима балетаните, двајца што се на средина, тие играа Пепелашка и принцот. Добро, мислам дека имаме и ова е режисерот, ова е генералниот менеджер на Романската опера и балет. И балетскиот. Чека, ова не е од Пепелашка. Ова е од Пепелашка, да, тоа е. Пепелашка, со тоа што не спомнав во голем дел од представата. Имаше доста комични моменти, ова се двете сестри и мајката и како погоди. Овде нема многу естетика во. Требаше да изгледаат смешни. Да. Па личи на макијата исто. Како, нели, бидејќи имаат лош. Ова е мојата прва костимографија на островот Сирос, во најстариот театар во Грција. И тоа е костимографијата за представата Електра. Навистина убаво искуство. Преубав театар. Ова е мојата сестра. Стави фотографијата затоа што моите почетоци се врзани со неа. Ние заедно започнавме да работиме и ме врзуваат со неа многу убави моменти. Базата, основата, ние потекнуваме од занаетчиско семејство, фамилија. Мајка ми, двајцата дедовци од двете страни, од мајка ми, од татко ми, така и ние исто ја продолживме таа креативност. Она сега си продолжи во други води, меѓутоа сепак ми е драга оваа фотографија. Одлично, имаме уште неколку. Ова е мојата прва ревија, фотографија од мојата прва ревија, 2007. 18 години. Да, доста долго време и се уште можам да кажам дека ми е едно, еве ова е тоа
И ова е од тогаш? Ова е од првата моја ревија во која што За венчаницата, да, така да. И интересно е овде ја ставив оваа фотографија затоа што ова беше навистина мојот почеток. Во тоа време буквално имав поддршка, имав спонзор кој што комплетно ми ја покри целата ревија и буквално беше ревија за прва ревија на вистина на ниво и имав се и не знаев дали воопшто некој ќе дојде на ревија затоа што никој не ме познаваше и јас во позади работев, значи спремав се во бекстејдж се и си викам леле сега кога ќе излезам на сцена дали воопшто ќе има некој. Така да затоа ми е драга фотографијата затоа што беше полно, во мала станица беше првата ревија, дури вака по скалите имаше до долу. Ова е почнав со некој футуристички стил на почетокот. Тоа ми е еден Па да, овие фризури сега се модерни. Да, ова е 2007. Се враќа модата. Се враќа, Ова да. е 2007. Така да, дефинитивно футуристички. Добро, Ставив некои клучни моменти, еве ова исто после некоја друга ревија. Полно реви. Олгица на времето и Олгица сега. Да, дали имаме друга фотографија режија? А ти си иста Олгица. Па, иста, не сум баш иста. Сериозно? Духот ми е исти. Ова е ревија во Србија, во Белград, во Белградската филхармонија. Беше некој балкански проект кој што го организираше една голема агенција од Белград, фабрика. И бевме учесници од сите земји, по еден учесник имаше, исто преубав настан. Добро, имаме, мислам дека уште една фотографија. И ова исто ми е драга фотографија затоа што изработувам и детска облека. Една убава чиста енергија која што беше навистина интересен проект кој што се уште до ден денес си функционира. Дали има уште режија? Уште една? Ова. И ова е представата Моцарт. Ова е представата Моцарт во Австрија која што шеташе низ цела Европа. Имаше исто представување во Аристон, кај што е Сан Ремо, кај што се одржува еден од најпознатите европски фестивали. Така. Од докторот немаме фотографии, меѓутоа имаме многу прашања, па затоа оставивме тука малку да го... Не ми рековте да ви подготвам инаку. Добро, можете да ни кажете, еве, вие што сакате да правите? Дали сакате да патувате, да. Да. Вака приватно да речеме, може би настрана. Прво го сакам настрана. спортот, затоа што потекнам од една спортска фамилија и таткото мој, мојата сестра и мајката сите на некој начин, кој повеќе професионално, кој аматерски, беа инволвирани во спорт и јас верувам во спортот, бидејќи знаете она латинска поговорка mens sana in corpore sano, значи во здраво тело, здрав дух. Сум запамтила Тоа е многу важно бидејќи не само што физички имате активност, па нема да станете преголем во тежината, туку исто така учејќи ги правилата, уште од најмала возраст, доколку почнете со спорт да се бавите во детството, вие се учите на правила и почитување на правилата, бидејќи во секој спорт непочитувањето се казнува со некои фаули, со некои жолти картони, црвени и така натаму. Значи, вие од најмала возраст се учите на правилата и да ги почитувате. И се создава еден спортски дух, една припадност на тим, што понатаму може да се преслика припадност на некој општество, некоја заедница и така натаму, како еден активен член. Така да, јас сакам спорт, се скијам и играм тенис, еве се уште играм тенис, инаку сакам да патувам и мислам дека запознавањето на другите култури, независно дали се од иста раса или религија, не е битно од каде, го збогатува духот на секој еден кој што ќе види нешто ново, кој што ќе се запознае со нови начини на видување на животот, бидејќи станува збор за една животна филозофија во одредени култури, така да мислам дека само се обогатувате и станувате еден член на светот, еден космополитски човек. Така, имате ли некоја дестинација кај што сте биле, кај што ви оставила најдобар впечаток до сега? Или можеби не сте биле, ама сакате, спомнавме и Јапонија? Да, бев во Јапонија пред 10 месеци, навистина сум импресиониран од Јапонија. Сум бил во скоро сите континенти, освен во Јужна Америка и Австралија. Сите други сум... Има време, докторе, вие вака како што сте тргнале, нема зима. Има да патувате. Па може би, значи, секогаш патувам, значи, заедно со фамилијата, односно сега веќе со сопругата, синот е оженет, имам внук, кој што е прво одделение, и кој што, како што рече колешката, дека
Тоа ви е центарот на вашиот живот што се во моментот нели одржува. Затоа што знаете што на секој еден член од било која животинска врста животната цел е да остави потомок. Така да, меѓутоа, кај човекот од кога почнал нели да ги развива сивите келии на големиот мозок, веќе имаме и волја, имаме и одлука, што се ја ги почитувам сите оние кои што и не сакаат да имаат деца, затоа што тоа е нивни живот и ние не треба да се мешаме во сваќањата и желбите кои што сака некој како сака да си го живее својот живот. Така да, но сметам дека оставањето на потомок е еден дел од животната цел на секој еден индивидуа како човек, но кажувам дека тоа и на животните. Тоа е уште поголемо, повеќе изразено во животните. Некои животински врсти дури кога ќе остаат потомок и умираат. Значи можете да замислите дека целта е дури да умре еден од тие што се, да кажеме, во инсектите повеќе тоа говорам, и да почине, но целта е да остави потомок. Нешто позади себе. И уште сакам да ве прашам, баш зборевме за тоа колку работата го прави човекот, движењето го прави човекот, затоа што јас имам чувство дека кај нас во Македонија после одредена година вие не можете физички да сте толку многу активни, но луѓето некако се препуштаат на животот, да спортуваат, меѓутоа да пешачат, да прават нешто, чисто да си го одржуваат духот. Зошто е тоа така кај нас и какви се примерите во светот? Да, јас ќе кажам повторно, еве сега од Јапонија, таму животната цел, така наречена икигаја, е нешто што е својствено за секој јапонец, тоа значи животна цел. Најголемиот број од нив животната цел им е работата, не случајно. Не случајно, бидејќи таа работа е еден од главните причини, заедно со начинот на исхрана и начинот на живење, начинот на искажување на своите емоции, е причина за долговечноста во Јапонија. Значи имаме околу 30.000 100 годишници, значи луѓе кои што имаат повеќе од 100 години во Јапонија. Сето тоа е дел од таа работа што ги одржува да тие се толку долговечни. Пред се затоа што кога ќе отидат во пензија, барем кај нас ментално се сваќа како крај на кариерата, но крај можеби и на животот. Не треба луѓето да се препуштаат на тоа, да го работат она што сакаат или она што не можеле да го изработат во текот на животот, работниот век, бидејќи биле зафатени, немале време, сега да го направат. Дали ќе цртаат, дали ќе пешачат, дали ќе работат некаква работа која што нема да им ги одзима нивните, да кажеме, физички активности, способности, туку нешто што го сакаат, тоа ќе го продолжи животот во голема мерка. Но движењето е основа за старата возраст. Да се движат, да работат некаква работа, не физичка можеби, но во секој случај активно физички да бидат присутни и тоа ќе ги одржува во живот. Штом се пасивизира возрасен човек, тоа не е во ред, не е добро, бидејќи некако се приближува на крајот. Така и здравствено и ментално веќе попушташ. Да. Спомнавте и храна, која што исто така важна. Не ве прашавме што најмногу сакате да јадете. Македонска кујна, италијанска кујна, не знам, било каква кујна, еве сте патувале, сте оделе, нешто готвите ли, друг некој да не готви за вас? Олгица е поздравата храна, како што слушавме се органско, се Поздравата здраво. храна и готвам, и сакам да готвам, си припремам храна за секој ден. Супер, вие така. Јас сакам италијанска храна, не знам да готвам, но знам да припремам паста и таа што ја премам, мислам дека одлично ја спремам. Треба да пробаме. Треба да пробате. Ја ве поканувам да пробате. Значи тоа што го сакам, сум го научил и го спремам одлично, но друго не знам многу да готвам. Обожавам италијанска храна, особено паста. Одлично ми се допаѓа. Ивана, вака кога кажа докторот италијанска, вака. Јас се согласив, да. Пастата несумнено ми е нешто што е највкусно. Имам среќа да имам свекрва која што готви за сите нас, па тука сум да се живее здраво, да се крви. И тука тој момент ми е олеснат, ама како вели докторот, тоа што сакам да го јадам, сум експерт да го подготвам, така што и јас исто кај мене, тоа што сакам таа италијанска кујна ми е нешто што сакам и радо го подготвувам, сабота и недела кујната е некако за мене.
и нема сакале мекеле. Мора тоа да Тоа ќе се јаде, нема Што се друго. не, фрижидерот е затворен. Ама стварно децава денешни се научени не сакам тоа. Не, како порано, тоа има за ручек, ако не ти седе ќе се чекаш вечера. Баш така. Мора некогаш така. Да, супер. Имам уште само неколку минути за крај. Од мене ми се допадна пораката која што даде докторот дека да, ако сте пензионирани, еве да кажеме да се обратиме на повозрасната публика, не значи дека ви е крај на можеби крај на кариерата, еве да кажеме, меѓутоа не е крај на животот и дека треба да се охрабриме, да бидеме поактивни, да се движиме, да се дружиме помеѓу луѓе, нели? И тоа е многу важно, кругот, како што кажавме, во која околина сте и со какви луѓе се дружите. Иван, една порака за крај, еве вака до нашите гледачи. Ти си барем цело време активна, ти се дружиш, за тебе нема што да те мислиме. Првенствено сакам на сите дами да им го честитам утришниот ден. Покажавме дека сме архитекти на државата, на општеството и треба да продолжиме да бидеме така. Јас велам да, ден на жената, но ден и на мајката. Зошто тоа го велам? Затоа што мајките покажа дека можат паралелно да бидат и успешни дами, и успешни жени, со успешни кариери, приказни, но истовремено да се и одлични мајки. Поклон да земја до сите и честит 8 март. За било која проблематика, пак секогаш говорам, да се поиде на дерматолог и на педијатар, тоа е првенственото нешто кое што сакам да го дадам. Велам проблематика за кожата и за лицето и секогаш вашиот избор да биде медицинската косметика. Останете позитивни и се надам ќе се видиме повторно пак. Така е. Олгица, ти благодарам многу што дојде. Еве една кратка порака за крај. Благодарам и на вас, навистина ми беше драго. Што би можела, нешто најкратко што можам да кажам е да останат луѓето своји, автентични, затоа што мислам дека тоа е поедомна точка за многу работи. Мораме различностите да си ги почитуваме. И мислам дека ако е така се ќе биде побогато. Да, докторе ви благодарам и на вас. Јас би сакал само да се придружам, да ви го честитам на сите жени утрешниот празник и да кажам дека жената треба да се почитува не само на тој ден, туку и не само таа година, туку цел живот, бидејќи жената е нели стожер на фамилијата. И поред тоа што викаме дека мажот е глава на фамилијата. Така да сметам дека треба да се почитува жената не само на тој ден. Така е. Ви благодарам многу што дојдовте. Баш ми беше импресивно да ве слушаме сите и се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја следна прилика. Така е. Ете така, почитувани гледачи, останете на програмата на Канал 5, правиме кратка пауза.